Добре дојде во студио за господин Неџади Мехмет, председател на парламентот на Светската организација на ромите. Господине Мехмет, враќањето на ромите од границите сметате дека е еден од најалармантните показатели, аргументи за дискриминација на ромите? Да, секако. Значи, тоа е еден дел од она дискриминација која се врши врз ромите во Република Македонија. Враќањето на ромите од границите е нешто што не можам да сватам и да верувам за една као демократска држава како Македонија дека може да се случи тоа, затоа што Македонија во цел свет декларира како водечка земја која се грижи многу за ромите, за своите роми кои живеат во државава. Меѓутоа, од друга страна се случува нешто што не би требало да се случи, значи ги враќаат од границите. Зошто сметате дека токму заради тоа што се роми се враќани од границите? Знаете дека има проблем со визната либерализација од страна на Брисел, има закани дека ќе се укине токму Шенген пристапот заради преголемиот бран кој доаѓа во западните земји. Зошто сметате дека токму ромите се дискриминирани, а не и другите националности од така, затоа што според мене нема статистика од оние пријавени луѓе кои бараат азил во странските држави, во западните земји, дека нема статистика, нема податоци дека се само роми пријавувани таму. Колку што ми е мене познато, има меѓу нив и албанци, и македонци и останати кои живеат во Република Македонија, значи не се само ромите. А дури и тоа можем да го разберам, дури и да постои такво нешто, и да постои, што најверојатно постои, има роми кои бараат азил во западните земји, меѓутоа тоа е навистина проблем и повлекува нешто друго. Зошто ромите бараат азил? Затоа што условите им се мизерни, никакви во Македонија, затоа што не им се пружат поволни услови за да живеат, затоа што познавам многу фамилии, многу семејства во Република Македонија, дури во Скопје, дури во Шуторизари каде што живеам, каде што се крпат луѓето за парче леп. Значи, не знам колку е познато, во Шуторизари има на улица се продава бајат леп, стар леп, кој наместо 20 денари чини 8 денари. И гледам дека редици има за тој леп. Значи дека треба да се бара причината зошто ромите бараат азил во западните земји, треба да се гледа причината тука кај нас, а не да им се забрани излегување на државата. Добро, дискриминацијата на ромите, велите, огромен проблем. Тоа покажува фактичката состојба, токму и во вашето семејство сте имале таков случај. Секако, ќе ви кажам јас повеќе случаи. Значи, еден од случаите, додека бев уредник во Македонска радио телевизија програма на ромски јазик, ќерката во тоа време беше 600 деление, ја испратив на летување во Охрид со една од наставничките и група деца. После 3 дена јас имаше некој настан во Охрид и службено требаше да одам таму. И нормално прво поминав да ја видам ќерка ми како е. Само што ме виде на плажа додека беа, тоа беше предходно на плажа додека ме виде ќерка да се затрча на кај мене, почна да плаче и да ми каже: тато, сакам да си одам дома. Се изненадив, затоа што меѓу дечиња треба да биде убаво, пријатно. Меѓутоа, веднаш почна го гледаш ли она девојче, ми покажува кон едно девојче, да, викам, шо е со тоа девојче. Па ми рече, дали сакаш да се запознаеме, јас си реков сакам. И таа ми рече, како се викам, јас си реков Имирзат. Што си по националност ромка? Не сакам да се дружам со тебе. Значи, тоа е еден проблем. Втората работа, со истата ќерка се случува нешто друго летово во аквапарк. Значи, со две дечиња, помали дечиња, кои ни беа гости од Шведска, значи едното имаше 5 години, другото 7 години, отидоа во аквапарк, ете да си поминат убаво еден ден, затоа што аквапаркот се рекламира не само тука во Македонија, тука и надвор од Македонија, ќе имаме перфектен и многу убав аквапарк. Меѓутоа се случува нешто, доаѓаат на каса, им се затвара едната каса. Според кажувањето на ќерка ми има 2 каси таму. На втората доаѓаат и таа им се затвара. Доаѓаат до капијата, човекот до обезбедување вика: вие не може да влезете. Образложение: зошто не можеме? Не може, не ви кажувам ништо, ајде одете си, бегајте, тргајте се од тука. Веднаш после тоа интервенираме јас од работа, сопругата од работа, се јавуваме, бараме
предпоставени, разговарам со одговорниот, фактички со одговорниот на аквапарк. Тој мене ми објаснил за 2 минути ми објасни 3 различни причини. Едната е несоодветно се однесуваат ромите, втората е на паркинг не се паркирале прописно и најновото информацијата после тоа директорот во некој од медиумите дека не биле соодветно облечени. Значи сигурно дома не дошле голи и не можеле да видат дали имаат купач или немаат купач, затоа што биле надвор од објектот. Значи не можеле да проценат, нити во торбите им видат дали имаат нешто. Едноставно тоа е чиста дискриминација, затоа што биле роми. Дури една изјава која ме иритира многу на директорот беше па другите останатите гости наши не се жалат на присуство на ромите. Тоа значи као да прошета некој кученце внатре, па останатите рекоа па добро, нема проблем, пушти го. Мислам тотално нешто. Добро, господин Мехмет, што прават македонските политичари? Очигледно дека клучен проблем е во политичката рамнодушност кон сограѓаните, кон представници, оние кои ги представуваат сушност во парламентот. Да, значи бидејќи тој случај со аквапаркот си зеде поголеми размери, па еве го дури сега и ова, меѓутоа е веќе се задржам прво на аквапаркот, пошироки размери, значи по медиуми пишуваше, на електронски медиуми, дури на Facebook страниците, после ова моево што го напишав, јас се активира многу ромски невладини организации кои беа дури спремни да направат протести пред аквапаркот. Мислам дека во секој случај требаше некој да реагира на тоа. Односно требаше владата која буквално го назначи тој директор таму во аквапаркот, што директорите знаеме кој ги назначува, требаше да реагира, ако не друго да го повлече за одредено време или да не му дозволи да тресне глупости. Едноставно никој ништо не превзеде. Ромските политички партии што преземаат? Исто и ромските, значи ниту владеачките политички партии, големите владеачки политички партии, мислам на ВМРО и на ДУИ, ниту од нив некој реагираше, ниту под ромските политички партии, ни една ромска политичка партија не реагираше, затоа што, да не претерам, мислам дека речиси скоро сите политички партии се во коалиција со владеачката партија, па најверојатно си имаат своји причини зашто не реагирале. Меѓутоа тоа не е во ред, значи не се работи во овој случај само за мојата ќерка. Јас фактички сето тоа што го направив после тоа го направив за да се спречи понатамошна забрана на ромски деца за влегување во аквапаркот. Значи ние презедовме мерки, јас лично презедов мерки. Како родител? Да, како родител поднесов барање до јавно правобранителство да покрене постапка и до Комисијата за дискриминација. Вие како председател на парламентот на Светската организација на ромите, зошто не иницииравте средба со некој представник од владата? Затоа што сметав дека ќе биде тоа празна средба. Искрено, ако после таа бука галама што се дигна околу тоа, не реагирал никој, барем со една реченица, мисле дека ќе биде и знам сигурно дека ќе биде тоа празно. Зошто однапред ги кривате рацете? Ваша должност обврска е со ваква политичка функција да ги браните интересите на ромите. Така, познавајќи ги приликите овдека кај нас, ќе ви кажам дека јас сум во ромски политички партии од 91 година, значи бев подпредседател на ПЦР, на ФАИК Абдимов бев подпредседател и понатака, значи, цело време, па до денеска, значи, сум во политичка партија и знам како функционира се во ова кај нас, сметав дека нема да има никаков ефект. Дали ако го покренете ова прашање пред Светската организација на ромите би имало некаков ефект? Да ви кажам, би имало... Тогаш воопшто зошто постојат вакви организации, вакви функции како вашата, ако немате моќ и сила, значи, да се справите дека... со бруталната политика која се врши врз ромите? Така, ќе ви кажам, мислам дека би имало контраефект, затоа што јас, кога бев пред 2 години кандидат за председател на парламентот на оваа светска организација, јас презентирав како живеат ромите во Македонија, односно кажав дека ромите во Македонија живеат перфектно, дека ромите живеат добро, дека нема дискриминација, дека ромите се образуваат на оваков начин, онако и не знам што, едноставно кажав нешто што можеби пребрзо
го кажав тоа можеби нешто што не е баш чиста вистина и сега не би било во ред да кажам не било така, него било вака, затоа што ете баш на мојата ќерка се случило тоа. Значи, а секако дека на првава наредна седница ќе се дискутира околу враќањето на ромите од границите, затоа што ромите, посредбите со ромите, значи кога се среќавам по улици, дури специјално кога ќе дојде некој кај мене да разговара околу овој проблем, луѓето кажуваат дека се чувствуваат како заробени, како затворени, едноставно не можат да дишат. Насекаде во светот протестираат, се организираат протести на ромите. Во Македонија не сме виделе таков пример. Па да, јас имам информации дека се спрема протест пред границата во Табановце. Значи, валја граѓански здруженија подготвуваат и тоа најверојатно ќе биде многу брзо, следејќи ги веб страниците на овие организации, значи дека во многу скоро време ќе има протест и тоа помасовен протест, токму околу ово враќање на ромите од границите. Јас ви благодарам што бевте гостин. Благодарам.